Владата ја префрла топката, а решение за проблемот со истечените договори за користење на државно земјоделско земјиште има, изјави денес дополнителниот технички министер за земјоделие Цветан Трипуновски. Најголем дел од земјоделците имаат поднесено рече се сите уредно барање за продолжување, меѓутоа гледаме дека министерот и владата сакаат да префрлат топката дека техничкиот министер го почне процесот, дека Европската комисија исто така, меѓутоа оно што сакам јас денеска да го пренесам на земјоделците и вас на медиумите дека постои многу елегантно решение без при тоа да се прават било какви измени на законот, а тоа е дека согласно поднесените барања од страна на земјоделците, министерот по претходна одлука на влада може да склучи договор за непосредна спогодба и во овој период, иако се наоѓаме во предизборието. Според Трипуновски, тоа што се распишани изборите не е пречка, нивните договори да бидат продолжени. Имено, на прашање дали постои законска пречка во овој период да се склучуваат вакви договори, одговорот од државната комисија е следниот. Од денот на донесување за одлука за распишување на избори до завршување на изборот на претеници и изборот на влада на Република Македонија не постои законска пречка да се донесе одлука за давање согласност за склучување договори за земјинско земјиште. Значи, повторувам, не постои законска пречка. Во истиот контекст, Трипуновски откри дека до 31 декември лани важноста завршила на 129 договори кои можеле да бидат продолжени, но Николовски и владата тоа не го сториле. Согласно евиденцијата која што добив од Министерството, значи до 31.12 има истечено 129 договори. За тие договори земјоделците си имаат поднесено уредно барање за продолжување. Замислете, во период кога немаше ни техничка влада, кога немаше ни изборен законник, се поставува прашањето зошто актуелниот министер со одлука на влада не направил анекс на договори. Дополнително имаме 4 договори кои што се во владина процедура заглавени и 20 на договори кои што поминале на влада, а се во кабинетот на министрот и не се подпишани. Изјавата на Трипуновски денес беше на непол час пред закажаната средба на министерот за земјоделие Љупчо Николовски со земјоделците во Свети Николе, кои вчера ултимативно побараа разговор со него.